Најава за денешните настани. Градоначалникот со отчет за сработеното во изминатата година. Активистите на 1 февруари очекуваат нов поразителен извештај од УНЕСКО. Се намалува водостојот на Охридското езеро. Првиот човек на регулаторна е против зголемување на цената на струјата после Нова година. Викендов тест утакмица за европските соништа за градскиот ракометен клуб Охрид. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со пад на дневната температура која достигна само 14 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде умерено облачно, ветровито и свежо. Утре на најголем дел од Европа времето стабилно со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината, локално на крајниот југоисток и југозапад од Европа, како и на север и североисток. Времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност и свежо. Во северните и јужните делови на полуостровот зголемена облачност. Ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури на Балканот од 10 до 18 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Во северозападните, западните, јужните и југоисточните делови услови за сосем слаби и локални врнежи од дожд. Минималните од 1 до 9, дневните од 8 до 16 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето умерено облачно со услови за повремени и слаби локални врнежи од дожд и североисточен ветер. Минималната 5, дневната 11. Во недела во Охрид умерено облачно со сончеви периоди и температура до 11 степени, а во понеделник и вторник свежо утро. Температурата 3 степени. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и дневна температура 12 односно 13 степени Целзиусови. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионот. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалникот поднесе отчет за сработеното во изминатата година. Напомена дека во едногодишниот мандат заедно со соработниците работеле на финансиска стабилизација на општината, образовните установи и јавните предпријатија, но и на изградба на бројни проекти со кои го подобриле животот на граѓаните. Оптимист е дека Охрид ќе добие позитивен извештај од реактивната мисија на УНЕСКО во февруари идната година. Градоначалникот Кирил Пецаков на пресконференција презентира детали од сработеното во првата година од неговиот мандат. Во обраќањето напомена дека во изминатите 12 месеци работеле на раздолжување на општината и затекнатиот долг од над 856 милиони денари, кои успеале да го намалат за 202 милиони денари. Во образованието ја стабилизирале финансиската состојба со сервисирање на сите заостанати обврски. Исто така работеле на подобрување на финансиската состојба во сите јавни предпријатија кои биле во лоша состојба. Пецаков меѓу другото наброја инфраструктурни проекти кои ги реализирале за подобро живење на граѓаните. За само 365 дена изградена е водоводна линија во вкупна должина од 1520 метри. Поставена е фекална и атмосферска канализација во вкупна должина од 3295 метри. Асфалтирани се улици со вкупна површина од 14138 метри квадратни. Извршено е поплочување на улици во вкупна површина од 1550 метри квадратни. Извршено е партерно уредување со вкупна површина од 5600 метри квадратни. Изградени се 2 резервари за вода кои беа неопходни за граѓаните. Санирани се изградени голем број на подпорни ѕидови. Инвестирано е во спортската инфраструктура и урбаната опрема. Градоначалникот е оптимист дека Охрид ќе добие позитивен извештај од реактивната мисија на УНЕСКО во февруари идната година. Пецаков напомена дека има проекти кои се во тек, кои се започнати или се при сам крај, со кои Охрид треба да го зачува статусот светско природно културно наследство, а кои што општината треба да ги реализира по добиените препораки по завршување на посетата на двете реактивни мисии на УНЕСКО во 2017 и 2020 година. Градоначалникот напомена дека има одлична соработка со централната власт во заедничко спроведување на дадените препораки и забелешки од реактивната мисија на УНЕСКО. Нашиот дел е затоа што тековни се работите, дали е студенчишкото блато и законот, дали е понатаму планот за Охридското крајбрежје, планот за управување на Охрид, веќе е донесен. Плановите, односно проектите за прочистителна станица и изградба на фекална канализација, прочистителна станица во Тарпеца, пречистителна фекална канализација во Горни Долно Лакочере се веќе готови и чекаат понатаму на реализација, зашто сум посебно горд, така да ова кое што странување на депонијата Буково е веќе регионален проект, односно преку Министерството за животна средина треба да се земе еден грант кај што ќе биде формирано регионално предпријатие. Во моментов беше закочено и заради локацијата која што е обдурана во општина Новаци. За наредната година пак напомена дека се подготвени основни проекти и технички документации за 20 на инфраструктурни проекти кои ќе бидат реализирани. Бројот на дивоградби на брегот на Охридското езеро наместо да се намалува, расте. Активистите на 1 февруари очекуваат нов поразителен извештај од УНЕСКО. Обвинуваат дека нема напредок во спроведувањето на препораките, изработен е само стратегиски план за рехабилитација на Охридскиот регион. Од општина Охрид пак велат направен е голем исчекор, а има и видливи резултати. Активистите очекуваат нов поразителен извештај од УНЕСКО. Наместо да се намалува, бројот на дивоградби на брегот на Охридското езеро расте. Велат останаа 2,5 месеци до истекот на рокот, но нема напредок. Локалната и државната власт не ги спроведуваат препораките. Се уште има претерана урбанизација со која се нарушува амбиенталната визура на градот и несоодветна заштита на културното и природното наследство. Тоа се мегаломански апетити на одредени луѓе и да бидам искрен, градот Охрид како светско наследство и Република Македонија
има интензивно проблем само од неколку луѓе, од неколку индивидуи кои не знаат да застанат. Изработен е само стратегиски план за рехабилитација на Охридскиот регион како светско културно и природно наследство од страна на работно тело од владата, но во него има само мерки на хартија. Очекувам дека УНЕСКО како организација сега ќе превземи мерки. Значи, нашава влада ќе тактизира сега, ќе ја испрати овај стратегиски план за рехабилитација под изговор дека ево нешто превзедовме ние, во пракса, во реалност ништо не е превземено. За подобар мониторинг врз процесите за зачувување на светското наследство од страна на граѓанскиот сектор се планира отворање на канцеларија на УНЕСКО во градот Охрид. Наспроти активистите од општина Охрид велат, се работи на спроведување на препораките на УНЕСКО, направен е исчекор, а има и видливи резултати. Првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси, Марко Бислимовски, е против зголемување на цената на електричната енергија после Нова година. Тој во интервју за Радио Слободна Европа кажа дека треба да се направат дополнителни анализи за тоа како се обезбедуваат потребите на малите потрошувачи и на домакинствата на регулираниот пазар и кој е планот тоа да се спроведува до година. Со една цел да видиме, да застанеме малце, бидејќи кога имаше потреба да се зголеми цената на електрична енергија заради надворешни влијанија, пред се заради зголемена цена на увоз, и реално ЕСМ имаше цена пред 2 години од 34 евра за мегават час, што е една неодржлива ситуација. Регулаторната комисија за енергетика ја зголемуваше цената на електрична енергија, не сме бегале од одговорност. Но сега треба малце да застанеме, да направиме анализи, што се случило во 2022, што е планот за 2023, па потоа да се носат соодветни одлуки. И она што е особено битно сега, е треба да го видиме влијанието на воведувањето на блоковската структура на потрошувачка кај домаќинствата. Верувам дека голем број домаќинства инвестира и во енергетска ефикасност и инвестира во начини на грејење кои што се обезбедува со помала потрошувачка на електрична енергија. Водостојот на Охридското езеро се наближува до минимално дозволената кота. Според последните мерења денес е на 693,18 метри надморска височина или 8 сантиметри до критичната кота. Еколозите со години алармираат за штетите од осцилациите на најголемото природно езеро во Европа, но басенот и натаму се користи како хидроакумулација. Водостојот на Охридското езеро се наближува до минимално дозволената кота. Еколозите со години алармираат за штетите од осцилациите на најголемото природно езеро во Европа, но басенот и натаму се користи како хидроакумулација. Познавачите велат, драстичните намалувања на водостојот се резултат на лошо управување со езерото и час поскоро треба да се ревидира договорот со Албанија. Котите се определени во 60-тите години од последниот век и тие треба да се ревидираат, односно да се ревидира и договорот со Албанија за испуштање на одредена количина на вода за незините енергетски потреби, а и за нашите енергетски потреби, бидејќи езерото се користи за жал како хидроакумулација. Според еколозите, од постојаните осцилации, драстичното намалување или покачување на водостојот, непроценливи се штетите врз биодиверзитетот на езерото, особено во крајбрежниот појас. Во литоралот живеат голем број на ендемични организми на кои што им прети исчезнување доколку продолжат ваквите големи намалување или зголемување на нивото на езерото. Од Министерството за животна средина велат, иако е енергетска криза и државата ги користи сите ресурси за да се дојде до струја, овие политики треба да се променат и исклучиво да се црпи енергија од обновливи извори, како што се сонцето и ветерот. Од Хидробиолошкиот завод во Охрид сметаат дека управувањето со испустот на вода од Охридското езеро за потребите на ЕСМ треба да биде регулирано од засебно експертско тело. Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест деновиве во Вевчани отвори своја локална канцеларија, а беше подпишан и договор за проектот поддршка на одржливо управување на заштитеното подрачје Вевчански извори со понт, кој ќе се спроведува до август 2025 година.
Целта на овој проект е да се обезбеди поддршка за одржливо управување со заштитеното подрачје споменикот на природата Вевчански извори. Со спроведувањето на проектот ќе се изврши ефективно следење на клучните видови во споменикот на природата Вевчански извори. Ќе се постават едукативни табли и патокази, ќе се воспостави екопатрола и ќе се спроведе едукација за биолошка разновидност, како и ќе се привлечат повеќе посетители на овој дел. За време на отворањето на локалната канцеларија на Екосвест и промовирањето на проектот, извршната директорка на Екосвест Ана Чолович Лешовска подвлече дека проектот всушност се надоврзува на низа претходни успешни активности на Екосвест реализирани во соработка со општина Вевчанци, како и релевантните чинители во заштитеното подрачје Вевчански извори. Екосвест во 2018 го поддржа донесувањето на планот за управување со заштитеното подрачје и помогна на општината да воспостави систем за негово одржливо управување. Извршната директорка на Понпак, Мириам Деконинг, истакна дека е мощно задоволна од соработката со Екосвест во минатото и потенцираше дека се радува што Екосвест ќе биде присутен преку локалната канцеларија во Вевчани, каде активностите за заштитеното подрачје Вевчански извори ќе добијат на интензитет и на видливост. Проектот треба да обезбеди континуитет и да го поддржи спроведувањето на планот за управување со заштитеното подрачје, како и да даде поддршка на општина Вевчани во спроведување на своите активности за заштита на природното наследство. Градскиот ракометен клуб Охрид во недела пред нов испит гостува второпласираната екипа Алкалоид, предводена од македонскиот селектор Кира Лазаров. Ова е вистински испит за охридските гладиатори, кој ќе покаже со какви амбиции може да настапат во пролетниот дел од сезоната. Дали овој состав на Охрид може да сонува настап во европските купови, ќе покаже надпреварот во недела против директниот конкурент Алкалоид. Четата на Кирил Лазаров во првиот надпревар победи со 2 гола разлика, но охриѓани тогаш настапија без Ончев и Шешик. Иако Алкалоид е млада екипа, во составот имаат голем број репрезентативци на Македонија кои негуваат брз ракомет. На надпреварите шанса добиваат минимум 14 играчи кои го даваат својот максимум во определената минутажа. Домакините пак најчесто имаат ротација од 8 ракометари. Лазаров ради одличен посел. Лазаров одлично работи со таа екипа, како што гледате од резултатите. Тие имаат врвна транзиција според мое мислење. Ние го надигравме бутел во секој сегмент, иако игравме со 8 играчи, бидејќи кога работите функционираат, тренерот не сака да менува. Кај нас 8 играчи да направат една грешка, тоа се 8 грешки, а 14 играчи прават 14 грешки, ако се гледа тактички. Бојаник е задоволен од тоа како расте екипата, како се повеќе се воиграни и подобро се разбираат. На личен план веќе се аклиматизирал и на критериумите, и на судењето, и на начинот на игра во Македонија. Неговиот колега Шешик очекува 3 бода да останат во Охрид. Добро се подготвуваат за овој надпревар и за можните одбранбени варијанти 3-3 и 4-2 кои им беа проблем во минатото. Клучно е да се намалат техничките грешки, истакнува десниот бек. Па мислим, ние опуштање... Не се опуштаме. Доаѓа до мал пат на концентрација во одредени моменти. Промашуваме некои зицери. Сето тоа го решаваме со гледање на надпреварите и со видеоанализи го поправаме тоа. Да исправljamo тоа. На играчите им е потребна помош од трибините, па така секој љубител на градскиот клуб ќе е добре дојден во недела во 16 часот во спортската сала Билјанини извори. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните кои живеат во населба Видобишта дека утре 12 ноември сабота ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини, гранки, трева, жива ограда и слично. Се молат граѓаните кои живеат во овој дел на градот, доколку имаат ваков отпад, локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Истото можат да го направат секој ден во неделата од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, најдоцна до 7 часот на 12 ноември. Во сообраќајна несреќа која вчера се случила на магистралниот пат Охрид-Кичево, животот го загуби едно лице, соопшти портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски.
На 10 ноември 2022 година во 16 часот и 35 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Kia Rio со охридски регистарски ознаки управувано од РА 57 години од Охрид, патничко возило Ауди со струшки регистарски ознаки управувано од ШП 22 години од струшкото село Велешта и патничко возило Поло со охридски регистарски ознаки управувано од 39 годишниот ГР од Охрид. На местото на несреќата починал возачот на Kia Rio РА, а со телесни повреди се здобиле возачот ШП и возачот ГР, како и сопатниците 42 години БР, 43 години НЈ и 32 години ИЈ, сите од Охрид, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид извршија полициски екипи и јавен обвинител, по чија наредба врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција, соопшти портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека Турција повеќе од 50 години чека пред вратата на Европската Унија и дека ќе го даде потребниот одговор кога ќе дојде време. Не принудија да страдаме пред вратата на ЕУ повеќе од 50 години. Тие се уште продолжуваат да го прават истото, но ние ќе одговориме кога ќе дојде време, рече Ердоган за време на неговиот говор на церемонијата на доделување на највисокиот орден на турскиот свет. Во 1963 година Турција подпиша договор за влез во ЕУ, во тоа време Европската економска унија, а во 1987 поднесе барање за членство во унијата. Сепак пристапните преговори започнаа дури во 2005 година и постојано беа суспендирани поради несогласувања. Во моментов се отворени 16 од 35 поглавја на преговарачкиот процес. Белгиски полицајци синоќа им подлегна на повредите по напад со нож во близина на железничката станица во Брисел. Инцидентот го истражува федералното обвинителство задолжено за случаите со тероризам. Белгиското федерално обвинителство соопшти дека двајца полицајци биле цел на инцидент во близина на северната станица во Брисел. Представник на судот изјави дека постои сомнение за терористички напад. Според белгиските медиуми, полицаецот бил пробуден со нож во вратот, а мотивот за нападот се уште не е утврден. Осомничениот, кој бил ранет од друг полицаец, бил уапсен и пренесен во болница. Според информациите на различни медиуми, мажот извикал Аллаху Акбар, но оваа информација се уште не е официјално потврдена од обвинителството. Нападачот е убиен. Тој наводно бил застрелан во нозете и стомакот. Нападот се случил синоќа околу 19 часот и 15 минути во посредно европско време во бриселската општина Шаербек во областа Гарден Норд. Шефовите на држави од Југоисточна Азија, како и други лидери, денес се собраа во Пном Пен, Камбоџа, на самитот АСЕАН, Асоциација на државите од Јужна Азија, за да разговараат за економските и трговските прашања и за ескалацијата на насилство во Мјанмар. Утре ќе се приклучи американскиот председател Џо Бајден. На состанокот во Пном Пен присуствуваат лидери на 9 земји од блокот: Брунеј, Камбоџа, Лаос, Индонезија, Малезија, Филипини, Сингапур, Тајланд и Виетнам. На самитот утре покрај Бајден доаѓаат и кинескиот премиер Ли Кечијанг, јапонскиот премиер Фумидо Кишида, јужнокорејскиот председател Јун Сук Јол и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Во главниот град на Кина, Пекинг, од денес се затворени градските паркови, а воведени се и други ограничувања поради зголемување на бројот на заразени од COVID-19. Во Кина регистрирани се 10.729 лица инфицирани со коронавирусот. Голем број од 21 милион жители на Пекинг секој ден задолжително се тестираат, при што се регистрирани 118 нови случаи. Во изолација во јужната индустријска област Гуанжу и во градот Чонкинг денеска веќе над 5 милиони луѓе се наоѓаат. Во голем број училишта наставата се одвива на далечина, болниците ги ограничија услугите, дел од продавниците и рестораните се затворени, а персоналот е во карантин. На социјалните мрежи беа објавени снимки на кои се гледа како луѓето протестираат или се судираат со полицијата и со здравствените работници. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.